Па, ако ВМРО-ДПМНЕ не се согласува со предлог кој е, не знаем уште на Република Македонија, Али Ахмети преговара за тој предлог. Не верувам дека би влегувале у такви игри да преговараат за одреден предлог, него да се створи тоа што вика едно клима, да се дискутира ова прашање на поширок контекст. И ова оди заедно паралелно со менталитетот на делување сега на политичките субјекти албански, што веќе почнуваат да делуваат малце поотворено од етничкиот корпус. И стравовите треба да се прекинат тука. Заради тоа е тој аргумент што го дадов. Со 15 пратеници они ништо не може да поминат во собрание, ништо не може да направат политички мод. Ама може да отвара дилеми или дебати кои ќе бидат надвор од коалицијата. У која смисла? Сега да речеме, ја би сакал да слушам што би кажале на овие потези или одредени предлози и опозицијата. Сите да влегуваат тоа што викаме во одредена дискусија за да видиме каде стои и целото јавно точно. И каде тој јавно кажува еве ова разговараме, ајде изјаснете се вие. Кога ни примерот значи, глеј, затоа велам дебатата, јавната дебата ние прво внатрешна треба да ја правиме пред да идеме да се среќаваме со Венизелос и со другите. Значи треба да седнат Ахмети, Груевски, Заев, Тачи, заедно четирите лидери на главните политички партии да ви пошто имате овде ситуација каде што Груевски вели Грција не сака да се реши проблемот, ние стоиме на тоа наше, ние сме за као, меѓутоа не го даваме идентитетот така натаму и така натаму. Од друга страна, СДСМ вели ние сме за решавање, ама тоа и тоа. Го имате ДПА која вика нас не интересира тоа прашање, тоа е македонско прашање, го имате ДУИ кој го интересира тоа прашање. Да го реши како така. И влегува во сериозна дипломатска офанзива. Меѓутоа прашањето е што ако она заврши без успех? Па ќе заврши, таа е неминовно ќе заврши без успех. Што, кој е одговорноста и каков е влогот на Али Ахмети пред неговото гласачко дело? Тука треба да се види што они нацртале, што во право сте не закажале што е успех. Мислам дека не зацртале дека успех дека Ахмети ќе го смени името. Мислам дека ако они зацртале дека успех е наметнување на одредена дискусија на ова што вика Едмонд, ако не можеле од натрепа некоја стратегија тоа од надвор да го наметнат дебатите. Тогаш ова може да биде успехот, да се дискутира за субстанцата. Они треба управо сте да кажат која е зацртаната цел. Бидејќи вака ние само ќе се вртиме во круг и ќе се согласуваме, бидејќи они помагаат, добро е што помагаат, сите ќе викаат супер, ама која е целта? Целта можеби, ако е тоа дебата, отварање на дебата, мислам дека веќе дебатата е отворена. Ако ја гледате пред саат време изјавата на премиерот поврзано со посетата на Ахмети, вика секој кој што може да допринесе во тоа е добродетен, што значи дека ја можам исто да допринесам? Уште да не можеш. Не, тоа е многу лош пристап, значи. Не, добро, во смисол сега ја ќе закажам средба. Дебата може би премиерот ќе дојде. Може, отворил јавна дебата. Да, така да сакам да кажам дека имаме дисонантни од типот на позиции по однос на затоа велам дека прво внатрешната дебата треба да исцрпиме пред да идеме да праќаме пораки. И клучното прашање имаше една порака што извини, само затоа што да речеме многу брзо, ако ова е поврзано со изјавите на опозицијата дека ако седнеме се договориме за избирачки список едно друго и дојдеме до предвремени избори кој е дел од да речеме пакетот од 1 март, вие ќе имате ситуација каде што ќе се злоупотреби повторно, ВМРО-ДПМНЕ пред своите кречат впечатокот е дека не успеавме, се потрудивме, а ВМРО ќе вика не даваме ние албанците да не го сменат името. Но тогаш е прашањето ако победат како повторно ќе прават коалиција врз база на што? Ако не успеале. 2006 се направија да речеме многу работа, 2008 па заедно, па 2000 така да. Мислам дека да, тоа е веќе тотално друго прашање и ќе се најден начин. Дали со ова што го велите имплицира дека ако не успее оваа дипломатска офанзива на Али Ахмети оди пред неговото гласачко тело и вика време е за избори. Бидејќи јас не може поинаку. Па искрено Ахмети нема што више да понуди ништо друго, пошто 5 години или од кога е во коалиција, 6-та година веќе троши коалиција со ДПМНЕ, неговите главни пораки беа дека Македонија ќе биде членка на НАТО и членка на ЕУ. Меѓутоа за да биде тоа, имаме една голема
стапица, односно проблем пред нас кој треба да го надминеме. Како ќе го надминеме ако ти си за, а твојот партнер не е? Значи тука е варијантата или се сложуваш со партнерот и ја тераш приказната и понатаму полека, или викаш дека ќе искочим од влада. Иако Дуи до сега имал многу по критични ситуации во државата и во општеството, кога можел да направи потек на искачање од владата, меѓутоа не го направил, така да јас сум скептичен околу тоа дека на крај ќе решат да излезат од влада. Изборите дали ќе се оди или не, мислам дека нема да има влијание проблемот со името. Ја мислам дека тоа што го кажуваат челниците на ДУИ е дека стварно сакаат да помогнат за земјата да оди напред, поготово во евроинтеграциите, апропо и нивните ставови. Замина за Тина со изјава се работи за иднината дебирална изолација, изолација и прилично драматична изјава. Точно. Во овој контекст, изјавите што дојдоа од грчка страна беа или пренесени, тоа што ја успеав да прочитам по порталите, беше дека и грчката страна е заинтересирана за решавање на спорот. Од друга страна, ние слушаме се повеќе тука различни челници кои викаат и грчката страна не е заинтересирана. Ако веќе имаме ситуации кои се поместуваат апропо овие средби и има нов импулс во овој момент, тогаш може да дојде до тоа што ние сите се согласуваме на една поширока дебата, на една дискусија на поширока платформа внатре во Македонија, за да се надмине овој спор. Има уште еден елемент битен, бидејќи референдумот ако се отвори, и мислам дека македонските партии веќе викаат дека ова мора да помине на референдум. Замислите ако референдумот помине со 52%, и тоа значи дека мнозинството албански гласачи гласале за промена на името и 20% или 30% сега калкулирам македонски. После ние ќе имаме повторно огромна дебата на тоа кој го сменил името. И токму заради тоа за иднината на Македонија, без разлика на исходот на референдумот, ја мислам дека оваа платформа и овој моментум треба да се искористи за да се каже јавно и гласно дека промената не задира на идентитетот, тоа веќе мислам на секого му е јасно, но од друга страна е круцијално за иднината на државата. И мислам дека ако ги слушате челниците на ДУИ, се повеќе и повеќе викаат дека ние веруваме во оваа држава. Не ми одговоривте на почетното прашање. Дали Али Ахмети и Груевски се разбрани околу ова прашање или не? Ја мислам дека ова е поише Груевски е свесен дека он не може да и нема да има пристап до тие заради неговите политики и неговиот политички вокабулар визави Грција, нема да има пристап. Али Ахмети оди во Атина, истиот ден се промовира школа Александар Македонски. Така да ја мислам дека е добра уиграна приказна по мене, од аспект на тоа дека едниот се штити себе си од дебаклот што не се случува во патот кон него и НАТО со тоа што он навистина прави. Ја не викам дека он верува во тоа што го прави, меѓутоа ајде реално да погледаме. Колку ќе има ефект? Политичката моќ негова е многу 15 пратеници. Да. Ма токму заради тоа, од друга страна не верувам дека они се илузорни. Од друга страна ДПМН го држи Груевски го држи во живот. Ги држи во живот преговорите во однос на преку Ахмети. Значи има координација. Има фина. Ако сме честни према јавноста, и Ахмети и Груевски, ако сме честни према граѓаните на оваа држава, ако е точна информацијата дека идната недела Нимиц ќе дојде на посета на Атина и Скопје, еве прилика, дајте да ја отвориме дебатата и по прашање на тоа кој е предлогот да разговараме за суштината. Односно, пред да дојдеме ние за суштината да разговараме, партиите, политичките чинители, значи граѓаните, една општа јавна дебата, иако тоа е многу специфично прашање кој не може секој за се да се залага и за се што, меѓутоа најмалку што може да направат четирите политички партии главни, во смисла меѓу себе да отворат, па макар била и затворена, нека се среќаваат затворено и нека ги воспостават темелите, односно контурите на тоа што е тоа за што би се до каде би шле. Вака едниот вика ние би сакале, не, другиот вика еве ја правам напор да терам работа, третиот вика тоа е внатре македонско прашање. Има ли основа шпекулација дека Артан Групи може да биде новиот министер за надворешни?
Тоа не знам, него сакав да ти одговорам на тоа прашање претходно што го постави. Мислам дека ефектите првични, некакви ефекти на овие средби ќе треба да се видат ако Нимиц дојде и ако отвори некаков си предлог или ако излезе во јавноста некаков си предлог и каква реакција ќе има на тоа. Мислам дека тоа е веќе првиот импулс. Вториот импулс е мислам и сметам дека ова повеќе некоја желба или волја на Дуи да се наметне и да го наметне општеството или да ја наметне дебатата во општеството за ова прашање, отколку што има толку директна комуникација со другите челници, бидејќи ако имаше комуникација, не верувам дека ќе се чекаше толку со такви реакции од типот приватна посета и не знам што. На крај крајева сите hidden дипломаци што се вика и сите скришни дипломации кога се прават не се прават толку јавни, ако има некаква заднина. Ние сме склони малце да размислуваме дека се нешто има повеќе од тоа што би требало. Ја сепак мислам дека имајќи ги предвид сите аргументи, да не се повторам што ги кажавме, ова е повеќе една желба да се наметне и општеството повторно да дискутира за тема која на некој начин се оставаше на страна со аргументите дека еве и грците не сакаат, па и ние не сакаме. И на крај да ме прашам околу една така малку мистерија која се создаде околу Дуи Али Ахмети, дека тој е човек на Вашингтон и како ќе му кажат така прави. И дека ова се е организирано од, не знам, од некои центри на моќ од надвор. Дали е човек на Вашингтон, у смисол факт е дека често го гледаме во амбасада америчка, меѓутоа тоа не мора ништо да значи. Таму може да идете да те пофалат, таму можете да те шамарат. Зависи од друга за страна, му слушуваат овие линкови. Не е никаква, мислам, не е никаква тајна и не треба повторно да се направи некаква фама дека односите кои се отворени кон западните сили биле секогаш транспарентни, мислам, дека тоа е политички став и на сите албански партии, дека на некој начин застануваат или бабараат и помош ако треба или не знам комуницираат со западните влади. Тоа не е ништо тајно, но колку они имаат импулс во ова или колку па Дуи тоа што вие викате барал помош од нив за да се остварат овие стрелби, тоа не знам, во секој случај лидерот на Али Ахмети, лидерот на Дуи Али Ахмети или Дуи као партија, имајќи ги предвид сите контакти што ги имало уште кога е оформано, не е ништо спорно да се најдат начини на комуникација или да се организираат средби. Поентата е тоа што од почеток го дискутираме каков ефект ќе има и дали ќе биде позитивно на крај или што е зацртано као позитивно. Она што, да речеме, уцелава приказна и средбите и со американците и со бугарите и со она што ми дава впечаток на добар на пиар од целава приказна е тоа дека се прави толкава фама околу тие средбите, секако за собирање на политички поени од една страна, меѓутоа не видовме, да речеме, Ахмети да најави, да речеме, средба денеска попладне со Груевски, дека иде да разговара со премиерот по поводност на прашањето на името. Или денеска, утре, 2 дена, 3 дена, за да имаме некоја... Значи, тие средби се држат, кои предпоставам ги има, да се надевам дека не сигурно ги има, ама што излегува во јавноста што излегува, значи тука е таа, значи прво внатре да дебатираме луѓе по тоа прашање или па после пред да почнеме да, затоа што оно што ти го рече, останува впечатокот дека албанците сакаат, нели кај голем дел од македонците останува впечатокот таков дека се обидуваат да им го продадат. Портпаролот на Дуи даде една изјава кој рече дека во некои анализи, анкети кои он ги прочитал, 67% од македонците би прифатиле промена на името ако тоа не задира во идентитетот на македонскиот народ. Ако тоа е точно, и ако ги имаме предвид сите овие движења и цела ова дебата, еве денеска сите со тоа се занимаваат, и веќе ако Нимиц доаѓа овие денови па би имало некаков со внатрешно политички односи меѓу ќе видиме каков ефект ќе има. Океј, Назим, едно ви благодарам што сте гости. Благодарам.